Лошото планирање и бавната администрација се дел од причините за катастрофалната реализација на капиталните инвестиции. Откако Министерството за финансии објави дека за 6 месеци од буџетот биле потрошени само 1/5 од парите за цела година за изградба на болници, патишта, училишта, градинки и други важни проекти, аналитичарите ги лоцираа клучните слабости. Дополнително велат и честите промени на плановите, законските дупки и бирократијата ги кочат проектите. Во овие сегменти, покрај администрацијата, покрај системот на планирање, знаеме дека најслабо стоиме во приоритизацијата и планирање на капиталните проекти. Во имплементацијата и не бевме таква лоши, мониторингот и контролот исто на крај ни е послабалка. Тука мораме да се зајакнеме, да работиме, рековме, на промена на системските закони и по можност политичките и политиките, односно политиката многу помалку да се меша во, како да кажа, и во приоритизацијата и во имплементацијата на определени мерки и политики. Експертите сметаат и дека пречка е тоа што овие клучни инвестиции се реализираат исклучиво преку централната власт. Општините не биле доволно вклучени, а токму тие градат локални патишта, тротоари, водоводи, игралишта, паркови, односно неопходни проекти од интерес за секое семејство. Општините многу малку се вклучени, многу малку поминуваат преку локалната власт. А знаеме дека главните услуги, главните приоритети и потребите на граѓаните се артикулираат на локално ниво. Тука значи е потребна некоја промена, меѓутоа и тука ќе се соочиме со капацитетите и способноста на дел и од таа локална администрација да го реализира тоа. Од владата пак исто одговор како и лани. Оптимисти се дека до крајот на годината ќе се реализираат поголемиот дел од предвидените проекти. Според вице-премиерот Ангјушев, градежните работи забрзале во јули. Само во последниот месец дена пораснаа 10%, ние сме на нив посветени, тендерските постапки во еден добар дел се завршени. Јас очекувам тие во следниот дел, значи преостанатиот дел од годината интензивно да се развиваат, односно да се реализираат, така да очекувам дека оваа година ќе имаме добра реализација на капитални инвестиции, барем во просекот на тоа што било во претходните 10 на 15 години. Минатата година заврши со катастрофална реализација на капиталните инвестиции. Беа потрошени едва 197 милиони евра, односно 65,5% од планираното со ребалансот на буџетот или помалку од половина од првично планираните над 400 милиони евра.